Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. В понеделник започнува 20-дневната кампања за локалните избори, која ќе кулминира со гласањето на 15 октомври. Евроамбасадорот Самуел Жбогар вели дека локалните избори треба да бидат подобри од парламентарните во декември, како услов за Македонија да се придвижи напред во интеграцијските процеси. Важно е да не се повторат лошите практики на користење и злоупотреба на службената должност и државните фондови и ресурси, вели Жбогар. Опозицијската ВМРО ДПМН е повеќе пати во изминатите неколку дена ја обвини власта за притисоци врз актуелните градоначалници и кандидати, како и за заплашување и подкупување на гласачите. Ова е едно од прашањата во интервјуто со премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев, што ќе го гледате во вечерашново издание на 360 степени во неделата, во која на Алсат настапија и лидерите на ВМРО ДПМН и на Дуи, Груевски и Ахмети. Разговорот со Заев е снимен во Њујорк, во завршницата на еднонеделните активности за време на Генералното собрание на Обединетите нации. Тема се и други прашања поврзани со локалните избори, делумната соработка со ДУИ, иницијативите за локални референдуми, обвинувањето од Груевски дека Заев сака да ги измами албанците со законот за јазици. Заев го прашуваме и за конфликтот на интереси кај вице-премиерот Ангјушев, за некои потези на генералниот секретар на владата Рашковски и генерално за критиките за кадровските решенија. И вечерва кон крајот на емисијата ќе видиме нова саботажа. Гледајте не, се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Изминатата недела во Њујорк, во рамките на Генералното собрание на Обединетите нации и низата други настани, премиерот Зоран Заев, придружуван од министрите за надворешни работи и за дијаспора Никола Димитров и Едмонд Адеми, разговараше со лидерите на повеќе држави. Во Њујорк е колегата Владимир Мирчевски, кој ги следеше овие активности. Владимир, што може да се издвои од сите овие средби? Во серијата средби предничаа разговорите со лидерите на повеќе земји членки на Европската унија и на НАТО, што значи дека прашањата за деблокирање на евроатлантските интеграции доминира во состаноците што Заев и Димитров ги имаа овде во Њујорк. Покрај Могерини и Хан, Заев се сретна со холандскиот и со белгискиот премиер, со норвешката премиерка, со премиерите на Малта и на Луксембург, со неколкумина шефови на дипломатии. На агендата беше и средбата со шефот за Балканот во Стейт Департментот Хојти, а министерот Димитров се виде и со функционерот број 3 во Стейт Департментот Томаш Шено. Неспорно е дека односот на меѓународната заедница кон новата политичка реалност во Македонија е позитивен, дека има надеж и желба за придвижување на интегративните процеси. Но јасно е дека пред се тоа ќе зависи од успешноста на реформите дома и од продолжување на градењето добрососедски односи. Во македонската влада не кријат дека целта е во текот на 2018 година Македонија да ги отпочне пристапните преговори со Европската унија. Прашањето за името станува важна одредница на тој пат. Генералните собранија на Обединетите нации се асоциација за засилени активности на тој план, но Владимир, дали е точен впечатокот дека овој пат не беше така и дека интензивирањето на овој процес е оставен за полокалните избори во Македонија? Иако имаше некои активности, двете делегации, македонската и грчката, се сретна со генералниот секретар на Обединетите нации. Имаше кратка средба Заев код Зијас. Димитров пак имаше работна вечера со шефот на грчката дипломатија, на која се разговарало за мерките за градење доверба, како и за процесот зимето. Сепак се чини дека суштински ништо не се случи на овој план, а најверојатно причината за тоа е предизборието во Македонија. Така што остануваат претходните проценки дека клучниот период за тој процес ќе биде полокалните избори во Македонија, а пред следните парламентарни избори во Грција. Владимир, во финалето на овие активности ти направи интервју со премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев, кој ќе го видиме во вечерашно издание на 360 степени. На што е фокусот во тој ваш разговор? Интервјуто со Заев има неколку главни пунктови. Прво разговаравме за средбите во Њујорк и исходот од нив. Потоа тема беа локалните избори, приговорите на опозицијата и делумната соработка со ДУИ. Го допревме и прашањето за локалните референдуми за мигрантите. Ми се чини дека Заев е прилично јасен, дека нивното одржување нема легална основа. Разговаравме и за законот за јазиците низ призмата на критиката од Груевски дека Заев сака да ги измами албанците. А во завршницата отвараме и неколку прашања за кои владата е изложена на критики во изминатите месеци. Конфликтот на интереси кај вице-премиерот Ангјушев, ангажманот на кумашинот на генералниот секретар на владата, генерално критиките за кадровската политика на оваа влада.
Сепак, интервјуто со премиерот Заев го почнав со прашањето колку беше политички опортуно сред предизборие тој да потроши една седмица во Њујорк. Имавме дилема токму околу тоа, но пред се државните интереси мора да бидат над партиските. Тоа за секогаш сме се залагале и верувам дека така треба да остане, посебно имајќи предвид дека се работи за локални избори. Јас навистина сакам оваа политичка прашина да падне. Премногу е политизација во Македонија. Ќе ми биде драго ако и самата кампања биде насочена кон локалните и кон инфраструктура, комунални проблеми на граѓаните, заради тоа што верувам дека тоа е неопходно и на Македонија за да може да чекори напред кон своите перспективи. И во тој дух знам дека се во подготовка сите предкампањски активности. Штабот функционира комплетно. Знам дека се подготвуваат пропагандните материјали, програмите на партијата, сликањето за билборди на нашите кандидати, се дефинираат на локално ниво микропотребите кои што треба да бидат наше ветување пред сите граѓани, така да верувам дека тоа нема да влијае многу на самиот начин на кампањата и во делот на севкупната победа која што очекуваме на изборите. Во изминатите денови се сретнавте со десетина државници и меѓународни представници. Што ви кажа и што им пренесовте? Македонија блеска на меѓународен план и навистина испрати сериозни пораки на добри перспективи. Како мала земја ни требат пријатели од секаде од светот, секако пред се Европската унија, но и Соединетите Американски држави, целиот развиен демократски свет, заради тоа што и нашата земја, нашите граѓани тежнеат кон тоа. Ние сакаме да бидеме полноправна членка на НАТО и на Европската унија. Покрај реформскиот процес кој се успешно стартуваше во Македонија, успешно се движи, важно беше да ги подобриме условите на соработка со нашите соседи. Тоа го направивме буквално, дури и со една пријателска Грција, која што навистина е пријателска, имаме добра соработка на сите полиња, освен што секако те имат проблем со нашето уставно име, но одлучивме дека нема никаква штета, напротив може да имаме само корист и полза, ако градиме пријателство и во моменти на пријателска атмосфера би било многу поизвестно да се изнајде решение, кое што би било прифатливо за двете страни. За нас многу важно да го држиме нашиот идентитет, нашата посебност како нација, како народ, како држава, а при тоа секако сите знаеме колку е важно тоа за нашиот исчекор кон НАТО и на Европската унија. Сите овие средби на меѓународен план кои што ги направивме, верувам дека само е зацврстува позицијата на Република Македонија. Јас очекувам Балканот да чекори навистина заедно во своите перспективи. Моите надежи ги споделувам многу транспарентно и јас и целата наша влада со граѓаните, иако некогаш ни вика дека тоа е можеби преоптимистички. Верувам во оптимизмот и верувам во позитивниот подстрек на сите. Очекувам да 2018 година Македонија започне преговори со Европската унија. Свесен сум дека Грција и тука е важен актор, но верувам дека навистина Македонија ќе биде и 30-та земја членка на НАТО. На поминување се видовте со шефот на грчката дипломатија Кодзијас. Тој само што имаше завршено средбата со генералниот секретар на Обединетите нации, на која што меѓу другото разговарале за прашањето зимето. Кога станува збор за овој процес, дел од домашната јавност ви забележува дека сте премногу транспарентен. Може би некој ако го гледа од тактички аспект, дека не би требало за сега да се зборува ако сакаме да го решиме ова прашање, но јас сум свесен дека ова прашање мораме да го решиме ние со национален консензус и конечната одлука да биде од страна на граѓаните преку референдум. Тоа е нашата официјална позиција и верувам дека и нашиот политички опонент ќе даде придонес во исчекорување кон изнаоѓање решенија, не кон негово пролонгирање за понатамо. Од таков аспект верувам дека сето она кое што представува наша надеж треба да го вградиме. Секогаш и државата наша си има своји стратегии кои што верувам дека и не треба да се споделуваат, но сето тоа што досега е споделено, па дури и како наши очекувања, не верувам дека лошо ќе влијае на процесот, напротив, мислам дека ќе го охрабри целиот процес во функција на изнаоѓање на решение на овој горлив проблем. Вашето прво ракување со Доналд Трамп предизвика реакции во јавноста, пошто владиниот PR тим мораше да се дообјаснува. Имавте ли навистина време да размените по некоја реченица со претседателот на САД? Значи, со кои да се поздравите, кажувате нешто. Значи, никаде не е немо поздравување. Точно е, дефиницијата дали било средба или настан, е за дилема. Еве, веднаш се коригиравме, ние рековме сме транспарентни и сакаме да го слушаме гласот на граѓаните. И воопшто немаме никакви предрасуди. Но честно беше како и другите кои што се ракуваа со претседателот Трамп, така и јас да посакам успешен старт на реформите на Обединетите нации. Тоа беше разговорот со кој што го споделив со него, беше возвратен едно благодарам и толку.
Но на вистина тоа е и средба. А еве, нека се дефинира како настан, ние се коригиравме како настан. Тоа го направивме на начин на кој што доликува на сите, достоинствено, и впрочем таму бевме само со министерот за надворешни работи, кој што се обиде да го сликне настанот, што е многу нормално, нема асистенти од делот на советниците или слично. Впрочем и тоа го прават сите така. Зошто? За да можеме транспарентно пред граѓаните да кажеме дека еве имало настан на кој што е возвратена честитка, односно посакана среќа во делот на реформите, кој што е една од сериозните теми овде во Обединетите нации. Се сретнавте со представници на диаспората овде во Америка. Едната организација забележав дека ве фалеше, додека другата организација силно ви забележуваше, и тоа за дел од вашите клучни политики. Тоа е прашањето за името, договорот со Бугарија и меѓу другото законот за јазиците. Ние разговаравме, јас верувам дека од состанокот и обединета македонска диаспора излегува многу поупатени во овој дел. Директно ги поставија прашањата, директно дадовме одговори. Јас уште во првиот месец на стапување на сила новата влада, односно од мојот кабинет, имав конференциска врска со 3 града каде што делува обединетата македонска диаспора, за да ги дадам сите наши очекувања, согледувања, детали за она што го работиме. Сега ги прецизиравме во многу микроплан. Убеден сум дека тие се повеќе знаат која е целта на целото ова и колку тоа не е губитнички за Македонија, туку напротив е во функција на огромни идни перспективи кои што граѓаните ги учествуваат. Ние не се плашиме од критика, напротив, ја мотивираме критиката заради тоа што така и ние ќе знаеме дали сме на вистински колосек во делот на нашето работење и на нашето одлучување. Другата организација, Форумот за демократска Македонија, на вистина имат позитивен подстрек заради тоа што тие веруваат буквално на линија како што и јас верувам, а и мнозинството во Македонија, секако и целата влада, дека ваквите исчекори, внимавајќи на нашата национална посебност или еве внимавајќи на уставната компонента во делот на законот за употребата на јазиците или во делот на договорот со Бугарија, она што значи заштита на нашиот интерес натре, сето тоа заедно има еден заеднички именител, а тоа се нови убави перспективи за Македонија. Рековме Бугарија, која што 2012 година стави на некој начин пречка за нашето членство во НАТО наместо Грција, еве денеска е прв сојузник на Македонија во нашите интегративни процеси. И такви сојузници треба да градеме, дај Боже да ги имаме колку што може повеќе. Законот за употребата на јазиците е нешто кое што представува посебна правно-формална пречка на комплетното реализирање на Охридскиот рамковен договор. Ние го затвараме Охридскиот рамковен договор. И не само тоа, даваме можност конечно да се стават во архиви сите овие прашања отворени и конечно сите да се насочиме кон прашања кои што, како што реков, живот значат, економија, работни места, образование, здравство и сето она што ги интересира подеднакво сите граѓани на Македонија. Ова беше првиот дел од интервјуто на Владимир Мирчевски со премиерот Зоран Заев, посветен на средбите во Њујорк. По паузата што следува, Мирчевски го прашува Заев за локалните избори, референдумите за мигрантите, законот за јазици. Во интервју за Алсат, лидерот на ВМРО ДПМН рече дека вашиот потек, односно предложениот закон за употреба на јазиците, е нечесен и имате намера да ги измамите гласачите албанци, бидејќи, како што тој рече, тој е противуставен и дека по изборите или ќе морате да го коригирате, или ќе падне пред Уставниот суд. Она што беше уставно дискутабилно, ние го тргнавме и го пуштаме кон Венецијанска комисија. Тука нема дилеми. Не може човекот кој што се криеше, кога се носеше на 2 пати закон за унапредување на јазиците, предложен наводно од пратеници во период кога завршиле изборите, додека се избира влада. Тоа е бесрамно денеска да зборувате дека СДСМ и Заев ги лаже граѓаните албанци. Не, нашата намера е искрена. Ние отворено застанавме во кампања за овие прашања, отворено застанавме дури и пред обидот за наша ликвидација, бранејќи ги овие вредности во кои што веруваме. Се враќаме со емисијата 360 степени и со интервјуто со премиерот Заев снимено во Њујорк. Во следните минути од разговорот, Владимир Мирчевски се фокусира на локалните избори, соработката со ДУИ, извештајот на Прибе, реформата во судството, предметите за кои власта вети повторно отворање, како Монструм, Мартин Нешковски, Никола Младенов, Кумановските настани.
Македонија во предизборје, Никола Груевски се жалел пред странските амбасадори дека се водат хајки против градоначалници, дека има примери на притисоци и заплашување на избирачи. Со самото тоа, што се потврдува од сите можни анкети, дека водиме ние на изборите, тоа е за себе само потврда дека чуму би ни било од корис да ние правиме било што, кое што би ги нарушило сите наши перспективи за победата која што очекуваме. Ние очекуваме да победиме на овие избори. Тоа го покажуваат на вистина анкетите. И ваквите брифинзи кои што се дават на амбасадорите или на меѓународни представници од друг карактер, се на вистина според мене само изговор за едниот пораз, кој што ќе следува кај ВМРО-ДПМН. Ние не ни помислуваме да имаме било какви комуникации со истражните органи. Јавното обвинителство води истраги и нека води, и тоа му е работата тоа да го прави. Дел од нивните градоначалници се долги години, некои се повеќе од деценија. И нормално е да има истраги за одредени работи кои што се основани со мнение. На крајот судот е тој што носи одлука и апсолутно со тоа не мислиме дека ние нешто ќе добиеме или нешто ќе изгубиме, тоа се паралелни процеси кои што функционираат во секоја земја. Еве јас официјално се оградувам од било каква мисла за вакви работи, не па да работиме на овој дел. Дел од другите брифинзи се дека во одредени општини правиме злоупотреби со ромската заедница како најранлива, најслабо економски ситуирана, дека со Министерството за внатрешни работи, со центрите за социјални работи сме имале намера нешто да правиме. Нам тоа само може да ни наштети. Ние ќе победиме на изборите, апсолутно нема тоа да го направиме, но ја користам приликата уште еднаш да испратам порака директно, ако на некој му падне на памет да го крши законот со вакви чекори или било што, да знае дека не само што ќе го изгуби местото каде што е, а тоа е влијателна општествена позиција, туку директно ќе отворам јас лично ако треба кривични постапки за да тоа истражните органи на крајот го проследуваат. На Македонија требаат кристално чисти избори. И требаат регуларни, кредибилни, но и фер и демократски избори, за да можеме да продолжиме по процесот кој што го отворив. Вечерта по затворањето на избирачките места, што ќе броите? Гласови или градоначалници? Што е за вас победа на локалните? Се е важно. Јас верувам дека ќе победиме и по градоначалници, и по советници, и по гласови. Тоа е моето очекување. Секако перцепцијата тогаш станува јасно кога сите граѓани, така и јас, заокружуваме вкупноста на резултатот кој што го добиваме, така и граѓаните ќе оценат кој ќе победи. Јас верувам дека победа ќе понесиме по сите овие мериторни аспекти за кои што зборев, и вкупниот број на гласови, и вкупниот број на советнички места, и вкупниот број на градоначалнички места, секако и тежината на самите општини кој што е врзана со вкупниот број на граѓани или гласачи. Зошто не излевавте со ваши кандидати во сите доминантно албански општини и во етнички мешаните средини? Ова се избори на личности и на вистина граѓаните бараат квалитетни личности за кои што ќе гласат. Градејќи го овој концепт за живот во Македонија или едно општество за сите, ние изградивме на државна платформа заедно со нашите коалициони партнери и така сакаме да продолжиме и на локално ниво. Тоа ќе биде возможно ако навистина таа заедничка платформа, заеднички договор го преточиме и на локално ниво. И тука е многу логично зошто СДСМ го поддржува Чаир. Добивме кандидат кој што е наш партнер од владата, заменик министерот за образование. Го познавам лично, нашите луѓе го познават лично, веруваме во неговите капацитети, но излеговме со наши посебни советнички листи, каде што преку Советот во еден мешан состав, етнички зборувам, ќе можеме и такако да растеме во бројот на нашите гласачи меѓу албанците. Има одредена критика овде, дали гласачите биле изневерени или не. Гласачите гласаа за нас пред се и над се заради тоа што гледаа перспективи за севкупната иднина на Република Македонија. Таа е поврзана и со локалните самоуправи. Локалните самоуправи се и како многу поврзани со секојдневието, буквално на секое семејство. Не само преку урбаната инфраструктура, комуналните проблеми, училиштата, детските градинки, се е тука под општините. Ќе гласат ли уште гласачите албанци по одлуката за соработка со ДУИ? Јас верувам дека да, ќе гласат, заради тоа што тоа се избори на личност, избори на програми, а после тоа се партиите. Верувам дека ќе не гласат секаде кај што имаме и наши кандидати. Јас реков, ние веќе многу одамна не ги делиме гласачите на гласови албански, македонски, турски, ромски, тоа се гласачи за граѓани. Прв пат во Македонија ќе има и гласање од страна на македонци за албански кандидати. Тоа е поддршката која што ќе дадеме веројатно и во Кичево. Размислуваме да дадеме директно поддршка, тоа штабот го анализира, така да тоа е убав квалитетив во Македонија.
да гласаме за граѓани, да гласаме за имиња и презимиња, да гласаме за програми. Тоа е еднината на секоја земја, така и на нашата земја. И јас верувам дека во еден ваков концепт воспоставуваме една долгорочна соработка, која што и како ќе биде исклучиво од корист на граѓаните. Во интервју за Алсат, лидерот на ВМРО ДПМН рече дека вашиот потек, односно предложениот закон за употреба на јазиците е нечесен и имате намера да ги измамите гласачите албанци, бидејќи, како што тој рече, тој е противуставен и дека по изборите или ќе морате да го коригирате, или ќе падне пред Уставниот суд. Она што беше уставно дискутабилно, ние го тргнавме и го пуштаме кон Венецијанска комисија. Тука нема дилеми. Не може човекот кој што се криеше, кога се носеше на два пати закон за унапредување на јазиците, предложен наводно од пратеници во период кога завршиле изборите, додека се избира влада. Тоа е бесрамно денеска да зборувате дека СДСМ и Заев ги лаже граѓаните албанци. Не, нашата намера е искрена. Ние отворено застанавме во кампања за овие прашања, отворено застанавме дури и пред обидот за наша ликвидација, бранејќи ги овие вредности во кои што веруваме. Ние веруваме дека употребата на јазиците на помалку бројните заедници е уставно дозволива работа и таму докаде што уставот тоа го дозволува, а е реална потреба на граѓаните, треба да го овозможиме. Секако секогаш има можности за критики или не. Но јас, заедно со партнерите од владеачката коалиција, се договоривме дека не ни е воопшто потребно да носиме нешто како закон, ако однапред знаеме дека ќе падне на Уставен суд. Зошто би го правеле тоа? Така да, сето она што го има во законот е уставно и верувам дека законот ќе се донесе и конечно во Македонија ова дебата од самостојноста на државата за потребите на помалку бројните етнички заедници ќе ги затвориме, за да отвориме поважни прашања, тоа се економија, правна држава, независни медиуми и секако ЕУ и НАТО перспективи. Уште едно прашање за локалните избори. Во тек актуелно е во Македонија организирање на, односно општинските совети носат одлуки за организирање локални референдуми за прашањето за мигрантите. Прашањето е зошто нема реакција од надлежниот инспекторат за локална самоуправа, ако се имаат во предвид сите дилеми за тоа колку тие одлуки се легални. За да постапи самиот инспекторат по закон мора да имате одлука на совет, но и објавена во службено гласило. Јас, барем до заминувањето во Америка, сега од Америка го давам ова интервју, знам дека немаше објавено никаде службени гласници за ваквите одлуки, тоа знаат зошто градоначалниците не го прават како објава, заради тоа што прво е незаконски, заради тоа што немат предвидено буџетски средства во општините за спроведување на вакви референдуми. Вториот дел знаат дека ова е во најмала рака неетички, а веројатно и незаконски, сакајќи да бидат измамени или одвлечено вниманието на граѓаните гласачи во делот на нешто кое што е многу навремено дефинирано, со консензус на сите партии и на 6 август распишано како изборен период, за да се дефинират на 15 октомври изборите. И буквално тука гледам колку тоа наредбата која што паднала од врхушката горе на централата на ВМРО ДПМН не има така лесно да биде спроведена од страна на службеници кои што стават свој подпис натре. Нека течат процесите, јас знам дека државните институции ќе се постапат исклучиво по закон. Немат никакво легално право да бидат спроведени референдумите од неколку причини. Наједноставно е за граѓаните, немат предвидено пари во буџет да ги платат избирачките одбори, да испечатат ливчиња, да ги организираат самите избори онака како што самиот референдум, онака како што пропишува уставот и законот во Република Македонија. Како го читате новиот извештај на Прибе? Зошто имал потреба искусниот експерт и технократ европски да ве предупреди на опасноста една состојба на заробена држава да не се замени со друга? Мислам дека тоа предупредување се однесува да не си дозволи извршната власт премногу во делот на сегментите во општеството каде што е недозволиво да се меша, а при тоа да оди доволно до таму за да ги поттурни и реформите да течат. Пред се мислам на правосудството, пред се мислам на медиумите, на такви или на овие контролни институции како што се регулаторните комисии или оние што ги викаме check and balances генерално во општеството. Верувам дека е тука, обидувајќи се едната власт да ги исправи преку реформи сите слабости на другата, може да забега во сосема друга крајност и да имаме заробеност на државата од еден друг аспект. Јас сум апсолутно свесен, а и целата влада сме свесни дека во одреден дел треба да ги оставиме експертите, стручните луѓе, еве и меѓународната експертиза која што стига, да
течат реформите и да дадат свој ефект. Јас верувам дека наше е да ги обрзаме колку може, заради тоа што граѓаните сакат час поскоро независно правосудство, час поскоро независни медиуми, пред се мислам на Македонската радио телевизија, која што е еден добар барометар за сите други медиуми, но верувам и за они институции кои што се независни регулаторни тела, а покажале досега слабост, но тука мислам и на тајните служби кои што апла и укажувањето дека реформите мора да значат подалеку од раците на можна идна злоупотреба на политичарите, кое што исто така алудира на прашањето кое што ми го поставивте, да не еве новата власт воспостави било каква контрола. Така да сите овие процеси одат до таму, во меѓу другото и да создадат независни институции, независно опишани по устав и независни во делот на контролната улога на граѓаните или цивилната контрола која што мора да имат самите институции. Колку извештајот на пример во конфликт со студијата за реформи во судството што се изготвува, впечатокот е дека реформата во оваа сфера оди бавно и дека засега нема одговори на некои од клучните прашања. Ние рековме дека реформите во правосудството нема да бидат така брзо, заради тоа што се работи за сериозни реформи. Нашето правосудство во секој одминат ден, така да кажам, ферментира или создрава. Стегите кога паднаа, пополека се враќаат во нормално одредени процеси, а реформите мора да создадат една трајна основа, каде што никогаш повеќе нема да има судството зависност од било која друга власт, парламентот или извршната власт, пред се мислам. Тоа се мисли и во делот на политичките влијанија, но тоа се мисли и на финансиските влијанија. Јас верувам дека судскиот совет и правосудството мора да бидат комплетно финансиски независни, да не во делот на нивниот избор да не бидат политички зависни, за да можат на крајот секој судија, како што е поставена самата контрола се до судскиот совет или до советот на обвинители во јавното обвинителство, да има одлучност согласно устав, согласно закон и согласно лично убедување, а не по убедување на било кој политичар или било кој друг мокник во државата. Најавите закон за амнестија, но што станува со случаите за кои што исто претходно најавите дека ќе има преиспитување? Монструм, Мартин Јошковски, Кумановска дива населба, Никола Младенов. Јас верувам дека за сите овие случаеви ќе има транспарентни истраги и транспарентни постапки, ние сакале или не. Самите докази кои што ги поседувавме, ги доставивме до специјалното јавно обвинителство за случаевите кои што се случиле до таа 2014 година, до кога имаме ние материјали, апсолутно се за мене доволна причина за да има почеток на самите постапки, но истовремено во делот на диво населје или кумановските настани, нашиот официјален став е дека бараме овде вклучување на меѓународни експерти за да може да има и меѓународна истрага по повод овој случај. Министерството за внатрешни работи се што има сублимирано како докази има доставено до јавното обвинителство. Ние апелираме и бараме начин како да се вгради меѓународната заедница за да има меѓународна истрага заради тоа што се работи за граѓани кои што дошле од друга држава, па го направиле овој случај, а и сомневањата се сериозно индикативни за вмешаност на одредени поединци овде во Македонија, така да ако сакаме земјата да има добри перспективи, меѓу другото за што се залагаме, мора граѓаните да ги знаат сите вистини и правно формално тие да бидат потврдени преку судски транспарентни процеси во кои што конечно ќе се добијат правични постапки и правични пресуди. Наред уште една пауза, пона е завршницата од интервјуто со Заев, во која тема се критиките за дел од кадровските решенија на владата, информациите дека генералниот секретар Рашковски го ангажирал својот кумашин, прашањата за конфликт на интереси на вице-премиерот Кочо Ангјушев. Трпете сериозни политички удари, но и сериозни критики од јавноста за состојбата со вице-премиерот Ангјушев. Разговарате ли со Кочо Ангјушев за ситуациите на конфликт на интерес со неговите фирми? Секако дека разговараме, доколку има вакви случаи, јас во иднина ќе барам владата за тоа да биде информирана, да сподели ставови, да изгради своји принципи. Во продолжение завршниот дел од разговорот на Владимир Мирчевски со премиерот Зоран Заев снимен во Њујорк за време на Генералното собрание на Обединетите нации.
трпите сериозни политички удари, но и сериозни критики од јавноста за состојбата со вице-премиерот Анѓушев. Разговарате ли со Кочо Анѓушев за ситуациите на конфликт на интерес со неговите фирми? Секако дека разговараме, се работи за случувања кои што покренале своја, како да кажам, база, уште во времето кога владата не била формирана. Еве, за случајот со Мепсо, каде што фирмата, каде што Кочо Анѓушев е еден од собствениците или еден од тие што конкурираат заедно во партнерство, конкурирала во февруари месец, односно тогаш е објавен тендерот, документи се поднесени почетокот на април. Како што знаете, владата е формирана 31 мај. Ниту тој можел да знае кој ќе формира влада, ниту па дали ќе биде тој во состав на таа влада. Како течеа постапките, само побара фокусот да остане од страна на јавноста преку вас, новинарите и медиумите. Видовте, едниот тендер го доби српска фирма, на другиот тендер не успеа, заради тоа што самиот начин на понуда беше во повеќе финансиски обем од она што предвидува буџетот на Мепсо. Дали ако немаше таква реакција на јавноста, Верувам дека тоа ќе се случише. И на крајот, знаете како, на нас ни треба заради тоа транспарентноста. Заради тоа сме така отворени и отчетни. Јас работам со луѓе, секако Кочо Анѓушев е исклучително честен човек и е растеретен од финансиски бенефити. Влезен е исклучително овде да пренесе свое знаење и искуство како представник на коморите во Македонија. Мене ми е потребен, верувам и на Република Македонија, за да преку своите практични искуства и помогне многу во делот на економијата и економскиот развој. И апсолутно јас тука немам дилеми, но работам со многу луѓе. Тие луѓе ако не бидат под отчет на транспарентноста, односно под отчет на лупата на јавноста преку вашите објективи, директно, тогаш луѓето се лоши или корумпирани или добри и некорумпирани. Така да конечно кажано, она кое што е важно за честно работење на владата е да биде максимално транспарентно, секогаш на отворење и на располагање со медиумите, со новинарите, со граѓаните и еве вака како што гледате, без било каква тронка за нашата совест или каприци. Знаеме да се коригираме во секој момент. Оставаме сите процеси нека течат, во иднина секако ќе изградиме и етички принципи. Законот некои работи ги дозволува, тие се македонски фирми, како што е Фероинвест или не знам Брако или било кој, и тие треба да конкурираат на тендери, но мора да создадеме, иако законски тоа е дозволено, етички механизми за да знаат сите граѓани како тоа е транспарентно, дека стварно било честно, дека не му е загрозено на никое право на некој од против кандидатите или против конкурентите внатре и тоа да биде обелоденето на јавноста. Секако, доколку има вакви случаи, јас во иднина ќе барам владата за тоа да биде информирана, да сподели ставови, да изгради своји принципи и своји ставови, еве да ги кажем по сите овие прашања, за да нема повеќе дилеми или резерви во јавноста. Еден од луѓето со кои што соработувате е Драги Рашковски. Во моментов мислам дека е еден од медиумски најекспонираните генерални секретари на влада, барем во првите 100 дена. Зошто генералниот секретар во вашата влада си го вработил Кумашинот? Значи, Кумашинот не е вработен, знам дека работи во адвокатско биро, каде што склучило договор со некој или сакало да склучи договор со некоја од државните институции. Драги Рашковски е аполитичен човек, значи тој дојде од универзитетот, јас го познавам доста долго време и верувам во неговата стручност и професионалност и во ваквите сегменти може би да се случуваат грешки, но како што гледате транспарентно тој е спремен и да одговори на се, а јас сакам да ги видам детално анализите, ако постојат грешки ние ќе знаеме да ги поправиме тие грешки. Така да онаш кое што се спомнува дека е вклучен Кумашин негов или тој е Кумашин на некој човек, не ги знам точно деталите, треба да видиме како тоа се случило, што е тоа што е склучено и како тоа генералниот секретар имал влијание на таквите процеси. Јас можам само да кажам, благодарност до целата транспарентност на постапките, гледате дека кога јавно ги објавуваме сите детали од нашето работење, тогаш нема мрдање, не може да се избегне нешто или тајно да се скрие, кое што апсолутно представува незаконски или еве неетичко или нечесно однесување на поединци од власт. Прифатливи ли се за вас чистите јавни настапи на Драги Рашковски, впечатокот дека дури е како премиер во сенка? Апсолутно верувам дека секој кој што има своја потреба да сподели нешто со јавноста, ниту јас, ниту било кој тоа треба да го кочи. Верувам дека како нова извршна власт, еве
и јас и генералниот секретар на владата и другите министри, заменици министри, државни секретари, директори на јавни предпријатија учиме во делот на нашите настапи и се надевам дека тоа ќе го канализираме на еден вистински начин, да секој од својот дел објавува соодветно она кое што мисли дека е интерес на јавноста. Тој едноставно се допитувал секогаш до мене дали одредени работи кои што мисли дека јавноста треба да ги знае, а впрочем тој ги гледа на Мегдан дека се случувале да се објавуваат. Ако не ги објавува, ако често не се излегува во јавноста, тогаш и не верувам како би знаеле и вие како новинари, а преку вас и граѓаните за се што се работело. Јас верувам дека она кое што представува слабост, неетичко работење или криминал од претходната власт, треба да го објавуваме секогаш и да го процесуираме, заради тоа што само така е гаранција дека нема да се повтори повеќе. Генерално има забелешки за кадровската политика што ја водите ли вашата влада, тоа е дека на некои клучни позиции се ставаат неквалитетни кадри. Јас не се согласувам со тоа. Јас сум убеден дека максимум квалитет излековме за сето она што го имавме како понуда и што се нафаќа воопшто да работи во јавниот сектор. Има многу луѓе кои што се поквалитетни од нас, од сите кои што сме вградени, но секако цитираат своји бизниси, некаде се вработени, работат за меѓународни организации или слично, но сепак сум среќен дека направивме еден добар микс на политичка елита, на граѓанска елита, на експертска елита која што е вградена во многу институции. Нашите министри апсолутно во владата беа едни од најдобрите решени и најмалку критикувани од било кој влади кои што порано се формирале, мислам на министрите од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, но и генерално и директорските решенија кои што се како новина во Република Македонија, се квалитетни, стручни експерти луѓе кои што можат и такако да со многу љубов покажат резултат во институциите кои што ги водат. Го сметате за големо достигнување законот за минимална плата од 12.000 денари, но критиките се дека одредбата која вели дека таа плата ќе се исплаќа само ако работникот исполни 80% од нормата, остава простор за злоупотреби од работодавачите. Зошто оваа одредба ја ставивте во закон? Заради тоа што мора да има одреден норматив, за да не им дадеме по друга страна и на работодавачите да лавираат или сами да дефинираат како тоа би го нормирале и како тоа би исплаќале не помалку од минимална плата за сите. Секако ова не треба да биде бојазност ако сите знаеме дека самите институции ќе си ја работат својата работа. Значи не може нормативот да биде поставен сам од страна на работодавачот, тоа се поставува од делот на синдикатот или репрезентите на работниците, за да може да биде и достижен. Од друга страна, за да не преку ваквиот норматив, од тука доаѓаат сомневањата или реакциите, да не вака определениот норматив биде дигнат до такво едно ниво, каде што со самото негово исполнување де фактички самиот работник ќе земе дури под минимална плата под изговор дека не е оформен самиот норматив. Треба да го пуштиме законот да оди понатаму во пракса за да ги видиме сите негови предности. Јас сум убеден во неговото отварање на спиралата на платите, кои што и како ќе значат повеќе пари кај граѓаните. Тоа е еден од алатките и механизмите кои што носат повеќе пари кај македонските граѓани и верувам дека од тој аспект, ако се јави одредена слабост дефинирана во ваквиот норматив, тоа ќе биде апсолутно искоригирана и воопшто довербата на работниците нема да биде ставена под сомневање. Премиер, ви благодарам за гостувањето во 360. Благодарам и на вас. По интервјуто со Заев, ве поканувам да ја одгледаме и новата саботажа на Сречко Поповски. Помалку е бизарно кога старите политички волци кои сакаат уште малку да глудаат од коската на власта и делат поуки на новата генерација, која треба да ги замени оние што си имаат прејадено. Тврдењето дека е добро да се огледаат на нивниот апетит е лоша препорака за дебитантите, особено ако тој што ја дели лекцијата не забележал дека во шумата, после подолго време, се појавил ловец. Добро е да се земе искуството и да се земе искуството од претходните градоначалници кои што биле од ВМРО ДПМН. 2 месеци затвор доби градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. На општина Неготино архивата цела е на фотокопирање, бидејќи се прави претрес на целата архива. Ние или вие сме лицето на партијата во градот и во општината во која што сме. Пауза. Лицето на партијата во државата е владата. На тоа лице има една уста, чии уши изгледа не слушаат што таа говори. Проблем немаат само очите.
Важно за нив е само да бидат малку пошироко отворени, бидејќи од нивната перспектива најлесно може да се види дека тоа што се зборува нема баш никаква врска со тоа што се прави. Конфликт на интерес е таму каде што јас директно одлучувам или имам влијание да одлучам. Согласно закон, јас не смеам да управувам со нив и не управувам. Имате управител и ве молам, обратете се, значи, за информации кај управителот на Фероинвест. Јас не се повлеков од тендерот, него дозволив едноставно да не го добијам. Пауза. Несакањето да се види тоа што на сите им очигледно е дел од традицијата на политичките драмолетки. Во нив невештите глумци, за да не им се открие веќе пробиеното сценарио, со доза на театралност сакаат својот лик да го представат во светло, инакво од улогата што ја одигруваат. Ваши пратеници има снимки, сме ги виделе тие снимки, верувам нема да кажете дека не сум ги видел ни тие снимки, ги отвара вратите на собранието. Ја видов многу снимки каде што наши пратеници ги се бореа да им помогнат на луѓето од СДСМ, против кои што беше најмногу насочен гневот. Сепак може да се каже гледате што сакате, а не нешто гледа и голем број на јавноста. Видов, но е не целосно јасно. Треба добро да се разјасни тоа. Пауза. Кој знае како треба да се разјасни тоа, ако не луѓето што го сторија злоделото се однесуваат игнорантски кон тоа што го направиле, без грижа на совест за тоа колку кобен можеше да биде епилогот од безсрамниот чин. Во таква ситуација, навистина не помага ништо. Нема разбирачка. Ви кажав, ви укажав. Ако не ме разбирате на македонски, може да се вратам да ви зборам на албански, ама и така не ме разбравте тогаш, си земав обврска да ви нацртам. Обидот без прифаќање на еден јазик како универзална форма на комуникација да се нацрта некакво ново лице изгледа безуспешен, не затоа што лицемерно се купува довербата со невообичаен стил на додворување, туку затоа што зад шминката повторно се гледаат брчките што не може да се избришат. Зошто ние би биле против албанците? Не би се чувствувал пријатно да сум поддржувач и член на Социјалдемократскиот сојуз кога ја слушам оваа изјава на господинот Кирацовски дека Невзат Бејта е најдобар кандидат во Гостивар или Теута Арифи е во Тетово. Нема да се чувствувам убаво. Навистина. Ние немаме ништо против албанците, дали вие тоа го разбирате? И на крај. Пауза. Во таква временска состојба ќе останеме, се додека, конечно, не се разбереме. Сите саботажи и сите наши содржини се достапни на веб страницата 360stepeni.mk, како и на Facebook и Twitter акаунтите 360 степени. Ви благодарам што и вечерва бевте со нас. Ќе се видиме повторно в понеделник од 22:30. Пријатно.